Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 656 издание, а денешната епизода од Дансе Макабре ќе биде предпоследна за оваа сезона, во која по втор пат оваа година ќе ви говорам за 6 значајни документарни остварувања, кои сметам дека треба да ги погледне секој љубител на рок-н-рол музиката, за да дознае нешто повеќе за своите идоли и да демистифицира некои митови кои се врзани за нив. Во денешниот избор на музички документарци вклучив портрет на еден озлогласен гитарист кој предизвикал побуна со своите рифови, потоа реминесценција за еден футуристички фанк и соул бенд, па ќе преминеме на мрачната страна со помош на филмот за постоењето на клубот, кој станал култно збиралиште на љубителите на дарквейв и готрок во Тексас, потоа концертниот филм на еден од најзначајните синтвейв бендови и како нивната музика коинцидира со прославата на мртвите во Мексико, за да завршиме со женскиот постамент на њујоршката панк-рок сцена и британските великани кои пилотираат 50 години низ новиот бранд на британскиот хеви метал. Тие ќе го состава второто издание на рокументаристика, а ваше е да седнете и да се опуштите. Поаѓаме. На почетокот на емисијата можевме да слушнеме неколку композиции од Link Wray, односно ги слушнавме Rumble, Rawhide, Ramble и Deuces Wild, а во продолжение ќе ги слушнеме Jack the Ripper, The Black Widow, The Shadow Knows и темата за Batman, кој што Link Wray исто така ги има изведено, односно тоа се композиции кои исто така ќе бидат составен дел од првиот документарен филм за кој што ќе ви говорам за овој култен гитарист. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметноста во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шунтот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Дансе Макабре е отпор против колективната глупоќа, празнината на насловите, брзиот клик и грабежот на вештачката неинтелигенција. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечера има закажано полноќен танц со смртта по 656 пат. Јас сум Златко Ѓелески, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Иако во светски рамки најмногу се цени авторството во рок-н-рол културата, кај нас најголем ангажман имаат бендовите кои обработуваат туѓи песни на нивните кавер свирки, отколку бендовите кои свират автентичен рок-н-рол. Не бил таков случајот во 90-тите, кога доминирале во своите настапи Архангел, Мизар, Last Expedition, кои токму со своите автентични композиции привлекувале млада слушателска публика, но денес се променети нештата и рок-н-рол се свири на тезгите како позадинска музика, додека луѓето се излезени да се видат едни со други во кафулињата, а не за да слушнат што имаат да свират бендовите. Тие се тука само за позадинска бучава, за жал. Авторските рок-н-рол бендови ретко доаѓаат до можност за солистички концерти и тие се со скромна посетеност за разлика од преполните кафулиња на кавер бендовите. Точно е дека вината може да се бара во нивните неинвентивни и репетитивни композиции, непостоењето на хитови во помеѓу нивните творби кои ќе потегнате на нова генерација на слушатели. Тука е и промената на генерации на кои не им е дојдено до рок-н-рол, особено не на младите, затоа што возрастните се посетителите на кавер настапите. Од друга страна, рок-н-рол бендовите ретко па добиваат примарни термини на фестивалите, нема повеќе рок фестови, постои единствено Лузерфест за надпревар на младите бендови, нема концерти во МКЦ и настапите се сведоа на свирки пред крст луѓе во стара чаршија, односно рок-н-рол се сведе во дувла, се врати назад во андерграундот и на него сега останува дали ќе биде авангарда и ќе се радикализира или ќе биде певлива сапуница за широките маси кои нема да допре до нив и постепено ќе умира. На музичарите останува да одлучат во кој табор ќе припаднат или ќе завршат да свират обработки од музичките херои за да преживеат. Првиот музички документарен филм за денес е The Rock Prophet, Link Wray, односно филм во режија на Џон Бруер, кој
Зад себе има работено проекти за Chuck Berry, за B.B. King, за The Moody Blues, односно го посветил животот на истражување на корењата на рок-н-рол и на блуз и е најпогоден автор да го обработи портретот на маестралниот Линк Вреј. Документарен филм за пред се скромниот и талентиран Линк Вреј, кој беше американски домородец, роден во екстремна сиромаштија. Тој го измислил пауер акордот и на крајот сосема нов жанр на музика со својата песна Rumble. Брус Спрингстин и Боб Дилан се неколку од славните имиња кои му оддаваат почит на Линк по неговата смрт. Тој бил активен во 1957-58 година, кога се уште демнат опасности на сегрегираната Америка. ККК има насекаде, односно проследен е како Джеймс Дин со гитара, чија што музика добива забрана, иако е инструментална. Тој е еден од малкуте артисти кои што може да се пофалат со овој оксиморон. Во 1956 година служи во војната во Кореја и има изгубено еден од своите дробови и пее со еден во неговото тело. Се напоменуваат и филмовите како The Wild One и West Side Story како олицетворение на немирите и нетолеранцијата на припаѓањето на различните табори и таа нивна конфронтација како еден вид на лајтмотив која сликувала како се одвивала пред се оваа генерацијска борба помеѓу младите. Џон Вотерс се разбира дека мора да го има во секој документарен филм и добро е што го има. Тука говори дека на 12 години неговата музика на Линк Вреј била звукот на тинеџерската деликвенција, бил потентен, бил и насилство и сексуалност, асоцирал, дури и се мастурбирал на таа полнота. Го напоменува како Джин Винсент го споредува како вокален изведувач од тој регистар, но Вреј бил опасен дури и без да изусти негов збор со неговиот инструмент во рака и тоа како знаел да ги заплаши останатите. Се игра со конвенциите на сексапилот, на заводливоста, на мистеријата, на музиката, се протнува индијанскиот ритам, се користи израз на фрустрација преку свирењето на инструментот како една примална експресија, се напоменува во овој филм. Народот кога првпат слушнал, се навлекол на звукот на самиот пауер корд кој го предизвикал со неговата изведба Линк и правеле дупки во звучниците, ги користеле како метод за да добијат дополнителна дисторзија, да биде повалкан нивниот израз, иако дисторзија имал уште од Rocket 88 на Джеки Бренстон и Delta Cats, меѓутоа Бренстон ги обработувал вокалите, а бендов всушност го сочинувал Айк Тарнер и неговите Kings of Rhythm од таа композиција. Роберт Гордон, кој има често свирено со Линк, ја прераскажува приказната за тоа како Линк во една ситуација му извадил нож на Сид Вишес од Sex Pistols за да се пресмета со него. Ако во првата документаристика ви говорев за Елвис, тогаш Линк е темната страна на кралот, односно човекот во црно пред да биде тоа кантри авторот со кој што се носи тој назив, така што Линк првиот го добивал епитетот на озлогласениот музичар. Не знае дека бендови како Нирвана го позајмиле вокалниот звук за него, исто така не знаел за влијанието кој што го имал, каверите кои што се изведувале, се тргнал на дистанца од музичката индустрија, но постепено го информирале. И секако дека заслужува повеќе пари од тоа што добил од страна на агенцијата која што го застапувала пред се. Историографски Вреј коментира дека Елвис и неговата музика умреле со смртта на Кенеди и потоа доаѓаат Битлси и се заборавил звукот на музичарите. Претходно, ниту тој па не се приклучува на таа бит рок сензација, иако Пит Таузенд кажува дека Хус е негово надоврзување на звукот кој што го иницирал Линк Вреј. Ама не успева да добие примат од раните 70-ти, например, во хипи ерата, иако го се обидува да се приклучи кон неа оваа рок-н-рол итерација на Џони Кеш. Во 71 година Поли подпишува со Apple и така се врати љубовта кон земјата и го најде своето место во хипи заедницата. Си најде алкохол и дрога,
ќе се самоубие неговиот брат, ќе се пресели во Данска, во тој период се жени и губи допир 20 години можеби со сцената, за потоа повторно да стане хит во Европа кога ќе настапува пред илјадници луѓе кои што го ценат, а во САД ќе остане да биде параноичен од музичкиот бизнис, но и од неговите 8 деца кои што се распространети насекаде низ државата. За време на последните свирки едва стоел на нозе, му помагале да се качи на бина, ама не се давал. Кога 77 годишниот ќе ја распалил гитарата, ништо повеќе не било важно и си останал рок-н-рол до самиот крај. Денес му ја има музиката во видеореклами, ја знаете како реконтекстуализирано од страна на Тарантино во Pulp Fiction и во One Million на други филмови. Таа е вонвременска затоа што во филмот се собрани, например, исказите за неговата големина од страна на Спрингстин, од Пейдж, од Таузенд, од Дилан, од Слеш, од Деп, од Бек и не знам дали би имало, например, Хендрикс доколку не ја раздрмал гитарата Линк Вреј. Умира 2005 година, а во 2023 Hall of Fame си го бели образот и го пофали како дел од себе, што е составен дел од нивната срамота, но тоа не е нивната единствена задоцната индоктринација. Некои култни бендови се уште го чекаат својот ден, а некои дури и одбиваат да бидат примени токму поради нивниот однос кој што го имаат. Cardinal Releasing го дистрибуираат овој филм за музичкиот ветеран, човекот кој бил иноватор со гитарата во своите раце, кој ни го доближи пауер кордот и моќта кој што ја поседува, која до ден денес сите бендови ја користат во нивниот израз. Вториот документарен филм за денес е Earth, Wind and Fire, To Be Celestial vs. That's the Weight of the World. Questlove е режисерот на овој филм, кој претходно се прослави со документарните Summer of Soul и Sly Lives. Овој филм се надоврзува на неговото истражување на значењето кој што го имаат афроамериканците во промовирањето на музичката индустрија и култура, кој овој пат ни даде еден ексклузивен пристап до архивите на визуелниот, аудитивниот и пишаниот материјал за бендот, како и поддршката на наследниците на Морис Вајт и членовите предсе на бендот. Бенд кој своите корења ги наоѓа во блузот, во госпелот и во джезот. Се запознаваме со Морис Вајт, кој ги допива првите удари од сепарацијата во Америка од раната младост, живее живот во гетото во Мемфис, а неговата мајка го зема да живее во Чикаго во 60-тите години. Тој оди во Chess Records, станува тапанаро од джез составот на Ремси Луис и свири на калимба, односно на рачното пијано, и го врзува со Африка. И почнува да создава пред се композиции кои што содржат малтене позитивизам, односно афроцентризам, автофутуризам и пред се магија покрај автофутуризмот. Работен е овој документарен филм за HBO, користена и мешана анимација, за неговите потреги ги има и семејството од Обама, кои што секако дека говорат и ја промовираат неговата музика на дури во Белата куќа. Бендот се врзува и со хипи заедницата, со астрологијата, со мистицизмот, значи го фаќа тој бран од 70-тите години и прави некаков си амалгам со интеракција, со помош на темите кои што допирале до нив, а и до друга страна до автоцентризмот кој што го промовирале. И поранешните членови често знаат да го наречат кукавица кој што ги отпушта нив од бендот самиот Морис, кој целел на доближување до комерцијалниот звук со фанки екипата која што го брка во 70-тите. Потоа аутсайдери се пред се во самата сцена и со самиот изглед кој што го имаат, нивните костими и звукот кој што го пропагираат, кои дури во дадена ситуација медитираат на бина, имаат психоделија во нивниот звук, што е склона кон крајот на 60-тите и почеток на 70-тите, и одлично е тоа што Клинтоновиот фанкаделик, например, заедно ги земаат со нив да отворат на свирка, меѓутоа според кажувањата на Морис, наводно растуриле тие, како бенд кој што отвора, и тогаш заминува со две нозе да газат на фанки пристапите. Морис сакал да се доближи и до црната и до белата публика, затоа и свират во Калифорнија Джем, например, заедно со Deep Purple, Емерсон Лејк и Палмер и Black Sabbath, така што тогаш може да установиме дека се почетоците на нивниот театрален настап на самиот бенд.
Има неколку разговори за настанувањето, например, на композицијата Shining Star, која е направена во ранчот кај што представувале, или па за Септембар, нивната најзначајна композиција, посветена на 21 септември, кога се родил синот на Морис. Многу пари се фрлале за да изгледа бендот како што изгледал на самата бина, со костимите, декорацијата, светлата. Во долгови заглавиле по турнејата, со оглед на тоа што влечкале 70 луѓе со себе. Сешн музичари останале членовите на бендот, дури имаат воведено и продуцент кој што бил белец за да доближат до диско звукот во 80-тите. Морис продуцира и други артисти кои застанува за нив и се знае дека тоа е таа центрипетална сила која што околу се движат сите наредни чекори во кои се обидувал бендот да го фати трендот кој бил актуелен во изминатите децении. Се долува и неверната страна на Морис, звездата која мислела дека може што сака да прави, која не дава авторство на другите, односно го држи за себе, за да се разбира ги земе парите кои следуваат со авторските договори и се распаѓа бендот во 80-тите. Звукот се менува со инволвирањето се повеќе и повеќе на синтесайзерот, се бркаат трендови со шупливите албуми кои што ги вади Морис, се обединуваат 87-ма, меѓутоа свират пред празни сали, значи веќе го губат чекорот со времето, се гледа дека не име многу гајле за слушателите, едноставно се губи и сопствениот идентитет кој што го имаат, се реобединуваат за некакви си еднодневни настапи. Меѓутоа, Морис има Паркинсонова болест и починува 2016 година. Стиви Вондер кажува дека е под нивно силно влијание, принц и Майкл Джексон и моделе на свирки во 77 година, а денес нивната музика се употребува во рекламните видеоспотови, се рециклираат голем дел на нивните мелодии како составен дел од хип-хоп културата и се користат како битови. А премиерата на овој филм беше на фестивалот Трибека, потоа играше на фестивалите за документарен филм во Шефилд и DC Dogs, така што може и овој филм да го истурка Квестлав до Оскарите. Ќе видиме за тоа, а во меѓувреме ќе слушнеме дел од музиката за која што ви говорев, односно ги слушаме Earth, Wind and Fire со Shining Star, Jupiter, Serpentine Fire и Evil, и потоа ќе го слушнеме Voltaire со композиции од албумот To the Bottom of the Sea, односно неговиот препознатлив и маркатен израз, односно The Beast of Pirate Bay, To the Bottom of the Sea и Death. Односно, ова се композиции кои алудираат на наредниот документарен филм за кој ќе ви говорам, односно местото каде што Волтер на најдобар можен начин го сосредоточува како центар на збирање на маргиналните, односно отпишаните ликови од општеството кои наоѓаат заеднички јазик во мрачната музика која сите тие ја обожуваат во Тексас. Поради тоа и слушаме музика од него кој исто така настапувал во овој култен клуб за кој ќе ви говорам во наредниот блок на документарни филмови. Уживајте! Darkwave и готрок сцената кај нас имала свој автентичен доем во 90-тите, кога и се создавале композициите на Мизар, на Падот на Византија и Телонаука совршена. Имавме некаков обид на ревитализирање на таа сцена во 2010-тите со пуштање на музиката на Dominion, Events и тие 150 DJ сетови кои ги направивме во скопските кафулиња. Организирање на модни реви имавме, тематски забави, проекции на филмови, но никогаш немавме активни бендови кои ќе може да бидат стожери околу кои ќе гравитира сцената во 2010-тите и еден по еден кревавме раце од промовирањето на оваа сцена, затоа што како и во сите останати заедници нема здрав начин да се најде заеднички јазик од судирот на суети и се обесхрабруваат луѓето и се откажуваат. Но повремено кај нас ќе се појави некој артист кој ќе ги содржи овие елементи кои од секојаш биле врзани со пеење на македонски јазик, така што можеби Волцин Вајерс е најактивниот пропагатор на оваа сцена. Денес Мизар со по некој сингл се разбира, но можеби некогаш некоја идна генерација ќе одлучи дека треба да се слави оваа сцена не само за Хелоуин, туку и останатите денови од годината, затоа што ова не е само маскенбал, ова е пред се начин на живот. Таа чест, третиот документарен филм за денес е Dark Century, The Story of the Church.
Тимоти Стивенс го режира овој филм. Тој е режисер на кратки филмови во Тексас кој се навлекува на филмот откако ги открива Калигари и Носферату, така што естетиката му е повеќе од јасна на која се цели во Dark Wave сцената и со оглед на тоа што ево потекло од Тексас, човекот успева да архивира битисување на локалниот клуб кој станал епицентар на оваа култура. Овој филм за озлогласениот голски клуб во Далас и заедницата на уметници и посетители кои го нарекувале него свој дом. Влез без предрасуди е слоганот под кој оперирало местото, тоа е билетот за влегувањето внатре. Локалната приказна која важи за клубови во сите градови кои станале центри на музичка моќ, околу кои гравитирале и бендови, посетители на кои им ги промениле животите, односно универзални чинители, без разлика дали е, например, кај нас Кастро или Хавана во прашање МКЦ или Саем или некое клубче во Тексас, каде би очекувале каубојци, а добивате дарквейвери и готичари. Тоа што називот е црква е доста индикативен, од една страна што е храм за збирање на верници во дарквейв културата, а од друга страна ќе повлечам паралелата дека пред црква сме се збирале пред 20 години во Скопје сите тие кои јасно и гласно сме говореле против таа институција, така што убава е таа иронија да се повлече и тука, со тоа што во недела оваа црква се претворала во вистински музички храм. Има огромна потреба од еден таков клуб околу кој ќе гравитираат младите кои сакаат да слушнат квалитетна музика, фали еден Кастров, а и да се разбереме колку и да се обидуваат буква и лабораториум, ниту еден нема силината и јасната визија да биде безкомпромисен дом на андерграунд сцената кај нас, може само да сонуваат да видат Кастро. МКЦ беше тоа пред да стане гробница на нереализирани сни, така што Скопје моментално нема ноќен живот и андерграунд сцена за фалење. Чрч денес е празен хангар, како што може да забележиме од кадрите, каде во минатото имало бина, лустери, стаклово боја, имало мистерија во воздухот, како што кажуваат посетителите и говорителите. Дон Нидлер е собственикот на барот, кој е израснат во диско ерата на 70-тите. Се напоменува во филмот и Deep Ellend со блуз сцената од 30-тите, па доаѓа диско ерата на 70-тите, па индастријал зафаќа замав кој тогаш немал назнака да се нарече гото, односно тие што не биле доволно шминкери оделе на андерграунд местата и забавите кои се организирале во клубовите Stark, Empire, Lizard Lounge кој во Мајами бил активен, од истиот газда кој што подоцна го отвара Чрч на авенијата 2424 Свис во 1994 година и Паноптикон исто така се напоменува како локација кој што промовира ни биле, се разбира, во комбинација со радиоемисиите на кои се пуштала оваа музика. Се зборува и за забавите кои ги правеле Вини и Даймбек од Пантера во 80-тите како место на кое што се збирале љубителите на рок-н-рол и лудувале, се разбира. Меѓутоа, додека го напоменувам Lizard Lounge, треба и да се спомне влијанието кој што го имал со оглед на тоа што во 90-тите свирале Prodigy, Моби, Стив Аоки, Deadmau5, Oakenfold, Lord Byron пуштал, односно имал своји диџеј сетови, така што темата диџеи да се третираат како рок звезди ги предвидел пред своето време во раните 90-ти овој газда на Lizard Lounge и потоа се преселува во Тексас да го отвори The Church, каде панкери, њувејвери, готичари, металци, технаджи, рапери, сите се збирале таму и уживале во музиката која ја покривала оваа заедница. Декорацијата била како ентериерна катедрала, па дури и си играле со бурлеска, односно облечени како танчерките биле облечени како калуѓерки, имало дури и бал на вампири кои го организирале. Односно ова е поим за сексуалната либерализација, за инклузивноста, за комбинација на посетители кои биле стрейт и геј, еманципација и право на женски за слободна експресија за кои денес либералните феминистки би имале влажни сли. Клуб кој ги збира сите маргиналци кои не сакаат да подлегнат на нормите и конвенциите на општеството, едноставно сакаат да се изразат својот индивидуализам, имале каде да го направат тоа без дополнителна осуда од општеството за кое повторно ќе напоменам денес може само да сонуваме. Свиреле бендови како Combi Christ, Covenant, Giant Nautic, Pig, Angel Spit,
Dawn of Ashes, Grendel, Cyclone 9, Frontline Assembly, Кевин свирало Skinny Puppy, Волтер, Дита Фонтис и Менсон дури ги привлекле да дојдат. Има собствена митологија која што се гради со тоа што Родман и Мадона наводно дошле да го купат ова место. На Хелоуин се славело Хелоуин, тоа било денот за збирање на сите. Има преданија за можни постоечки духови во самата зграда. Има, за жал, неколку самоубиства од луѓето кои што посетувале ова место. Едноставно имало и балови на фетиши BDSM настани, со сексуални игри без граници, имало модни ревии со фетиш фотографирање, има ден денес дури и невладина имаат за вампири, кој што е активно во овој дел од членовите кои посетувале, се разбира, настапите во ова место. Така што ова е една собствена заедница која си се оформува како своевидно јадро на истомисленици. Како и сите локации умира од капитализмот, джентрификацијата на самиот регион, доаѓаат капиталистичките конгломерати кои за ефтино го окупуваат имотот, градат згради и паркинзи и уништуваат секаква вредност во населбата за профит. Клуч става овој бар за време на короната. Нов клуб се отвора од истиот газда кој гласи It Will Do, пост-ковид се разбира, иако денес се разделуваат газдата и диџејот Джо Вирус, кој го има голем дел во документарецот, кој говори пред се од прва рака за диџеј сетовите кои ги имал и за културата која се создавала во местото, со тоа што останува газдата да работи со It Will Do во Тексас, а Джо Вирус се сели во Калифорнија да бара еден нов почеток со неговата сопруга, така што така се разделува на крајот на документарецот кој го дистрибуираат Клеопатра Entertainment, и ова локално клубче е поим и мотив можеби за сите тие локални клубови кои што биле центри на збирање на авангардата, односно збирање на тие што имаат поразлично мислење од мејнстримот, кои си имаат естетски вредности, кои допираат до Dark Wave, до Synth Wave, до Goth Rock, допираат до мрачните димензии, кои се некаков вид на амалгам на сите субверзивни култури кои што доминираат во една сцена, и тоа во Тексас бил клубот The Church. А додека сме на темата на Dark Wave, четвртиот документарен филм за денес ќе биде Depeche Mode M, односно во режија на Фернандо Фриас, кој од него сум го гледал I'm No Longer Here од 2019-та, негови се и филмовите I Don't Expect Anyone to Believe Me и Резета. Тој сними 3 настапи на Depeche Mode во Мексико Сити во 2023 година пред 200.000 посетители со сегменти што ја истражуваат пред се и музиката, смртноста и мексиканските традиции посветени на смртта. Започнува со предание за култот на жртвување на ецтеките на пирамидите како процес на ослободување на античките народи. Смртта е представена како магионичар кој владее со животот, на глорификација на смртта се доближува до секојдневниот живот на жителите на Мексико, една секојдневна рутина оплеменета со символиката која се врзува со оваа практика. Имаме црно-бели кадри низ градот и самиот стадион кои се прелеваат во колор кога ќе започне бендот да настапува. Се свират композиции од Memento Mori, од Violator, од Ultra, од Black Celebration, од Playing the Angel, од Songs of Fate and Devotion и Music for the Masses. Отвораат со My Cosmos is Mine, се запознаваме со преполниот стадион, со Dissolve меѓу Гейхан и останатите членови за време на настапот. Имаме игра со светла која што е впечатлива, имаме одличен вовед од истиот албум, продолжуваат со Wagging Tongue, има инкорпорирано и говорни аудиосегменти со приказ на мексиканските Dark Wave и готичари, но Депеш многу добро знаат дека не може да поминат без хитовите, па пукаат со It's No Good уште на почетокот, се разбира дека не се вклучени сите композиции од концертот во филмот, па така што се продолжува со Everything Counts, со доловување на аналогната магија, со доближување до видеобимовите и танцот на пикселите. Со My Favorite Stranger се враќа фокусот на Memento Mori, кадрите со дронови на море од луѓе кои се прелеваат во пикселите на видеобимот ја отпочнуваат Sister of Night, Speak to Me и Soul of Me, која ја пее Мартин Гор, за да го направат пулсирачкиот контрапункт со A Pain That I'm Used To. Како се доближуваме кон крајот на концертот, нема бегство од хитовите, почнувајќи со електронскиот наев на поделените екрани на Wrong,
пламенетата Stripped, каде публиката ечи, се пеат пред се и портретите се прикажуваат на Енди Флечер од World in My Eyes, мексиканското знаме се вее на Enjoy the Silence, додека танцува во круг Гейхан, Ангели на отпад гледаме во Condemnation, распука на крај со Never Let Me Down Again, со Океан од раце кои се веат на ритамот и се става точката со Personal Jesus. Може би ја нема Strange Love, People, Master and Servant, ама толку е обемна дискографијата на Депеш Мод што нема да има место за сите хитови, особено кога се промовира нов материјал. Паралелата меѓу макабристичкиот поглед на начинот на живот во Мексико со инволвирањето на смртта во рутината се паралелизира со естетиката и поетиката на Депеш Мод, во чии што стихови исто така се обрнува внимание на доближувањето на смртта во нечи живот и се прави заемна прослава на животот и смртта, односно се пресретнуваме и се присетуваме на мртвите, а бендот спојува различни генерации на слушатели со нивната пред се музичка долгорочност. Има и поетична страна со кадрите на пловење преку реките и рециталот засаден во паузата меѓу забавите, каде се вперени погледи од илјадници очи, интермеца кои се душата пред се во филмот. Го има и Гилермо Оливеира, кој прави инсталација за да ги задоволи технолошките богови со проекција на черепи на купот телевизори, а јас сум го открил Депеш Мод на старовремски телевизор во мојата соба како мал и таа аналогна естетика секојаш ќе ми биде синоним за нив, естетика која Джошуа Елингсон ја користи во неговите холограми. Се прави една спрега помеѓу смртта и технологијата и реалноста како краток здив помеѓу, но исто така се истакнува и национализирањето на карневалот во Бразил, например, или па Денот на мртвите во Мексико како увезени прослави од католицизмот, но кореспондирале со табиетот на народот и си го присвоиле, што е важно, од каде па доаѓа сексот и смртта, секаде се славеле, под кое име и да се именувани самите прослави. Чинот на умирање е индивидуален и се случува милион пати низ светот секој ден, а помнењето ни служи за да се овековечи, паралелизирајќи го Гилгамеш со запамтувањето на последиците на нашите дела. Филмот го продуцира Sony, односно Колумбија, и Anonymous го дистрибуира Пате, а премиера имаше на Трибека и прикажан е на фестивалот во Гвадалахара на домашен терен, каде се прави овај уникатен спој помеѓу мексиканската традиција и опевањето на смртта таму и од друга страна опевањето на смртта во композициите на Депеш Мод како еден заеднички јазик кој има музиката за да спои две различни култури. Меѓутоа, тие заеднички чинители се токму начинот на кој што се ги мотивира пред се посетителите и љубителите на музиката на Депеш Мод да ги наполнат овие стадиони со стотици илјади на посетители и да ги скандираат нивните композиции во еден глас. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во продолжение ќе слушнеме токму Депеш Мод со композициите Walking in My Shoes, каде што се разбрануваат концертите токму со таа композиција, ќе слушнеме прекрасната It's No Good и ќе завршиме се разбира со Personal Jesus. Потоа во продолжение ќе слушнеме неколку композиции од Lunatics, со оглед на тоа што следниот филм за кој ќе ви говорам ќе биде составен дел од нивната дискографија, односно од нивните експлозивни кратки композиции. Доколку имаме време ќе слушнеме Drop Dead, Luxury Problem, Plug, Throw It Away, FDS, Making It и Jerk of All Trades. Потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за документарниот филм за ликот и делото на њујоршкиот панк бенд Lunatics. За самиот крај на емисијата, збор 2 и за панк и метал сцената моментално кај нас, со оглед на тоа што ќе ви говорам за документарци кои допираат до светски панк и метал музички легенди. Кај нас, како што треба, панк бендовите само иницијативно се организираат и свират по кафулињата, дел од нив гостуваат и на фестивали на малите бини и се пријавуваат и на Лузерфест. Кога и да имаат нов материјал, го свират пред својата локална публика и тука особено морам да ги пофалам Discopsy Disease, дека се најактивни со нивните концерти.
Метал бендовите се малку поголеми принцези, свират исклучиво на метал фестивалите како Metal Discharge, Skopje Fury и Восстание. Не се само организираат повеќе да свират во кафулиња, ретко прават слушачки промоции или па свирачки. Само објавуваат албуми дигитално и ако ги викнат да свират на фестивал, супер, ако не, никому ништо. Само иницијативноста е изумрена кај нив, иако во периодот на Кастро знаеа 3 домашни метал бенда да се самоорганизираат да направат заеднички концерт. Денес тоа не постои. LSD During War, Sinful Glare, Mammoth и The Pod се подмладокот кој вреди да се слуша, но нема соработка со старите бендови за да се настапи заедно, едноставно летаргијата ја презема сцената, која дозволи во Скопје да умрат свирките за авторските метал бендови, освен underground свирките кои ги организираат Отров, додека пак Битола докажа како треба да се одржува во живот една сцена со континуитет на свирки на авторски бендови во текот на годината, еднаш до 2 пати месечно. Од фестивал до фестивал не може да се нарече дека некој бенд воопшто музицира, ако им се свири, треба да свират и тоа е крајот на муабетот. Петтиот документарен филм за денес е Pretty Ugly, The Story of Lunachicks. Илија Чајкен го режира овој филм, таа е режисерка на Liberty Kid и бројни кратки филмови кои ги има зад себе. Таа снима документарен филм за иконите на панк музиката Lunachicks, кои се обединуваат по 20 години во еден нефилтриран, еден урнебесен и електричен, како што се напоменува во најавата за овој филм документарец. Препон со ретки архивски снимки, филмот го следи преценивниот подем од смели тинеџерки во Њујорк до феминистички пионерки од гранч ерата во 90-тите. Биографка на нивната книга ги форсира да одат на турнеја и да се реобединат. Тие малку со скепса приоѓаат на тие нејзини желби, затоа што веќе еднаш се реобединиле на концерт во 2004 година претходно, пред да ја составаат оваа биографија. Интригантно е што филмот Fame имал голем удел за да посакаат да одат во школа за уметност, што говори за моќта која ја има пред се филмот да влијае врз гледачите. Една одлична архива има од East Village и од панкерите. На таа местност CBGB го има во полн ек, со тоа што Кими Трстен од Sonic Youth го продуцираат првиот нивен албум, откако ги виделе како растураат на бина, иако не биле на ниво со самите изведби. Од Sonic Youth, например, сакале да ги истакнат недостатоците и од Noise, бучавата која поседуваат, а девојките па сакале да бидат Айоми и Ангус, односно да бидат рок-н-рол легенди. Обседнати се со Џон Вотерс, со ТВ ситкоми, дури им ја земале лесбота панарката од L7, која растурала и била лојална на нивниот бенд. Имале доем дека од нив секогаш се очекувало да растурат кога ќе се качат на бина, во спротивно ќе сметаат дека за ништо не ги бива. Односно тоа е нивната борба од нив против светот. Подемот го имаат во раните 90-ти, за да удар врз патриархатот уште на 17 години. Блонди, L7, Гвар, Offspring, Blink-182, Go-Go's, Данзиговци даваат изјави за бендот кој бил и дел од Warped Tour, каде прва рака ги виделе сите проблеми кои ги предизвикуваат дудброфаците од братствата на факултетите. Панкерки кои на бина имале идеја дури и сите спонтано да менструираат со кеси крв, само што фотошопирале да нема крв на фотографиите кои се ставени во њујоршкото метро, како дел од културниот зајдгест во Њујорк. Говорат и за драпањето насреде шутки, за дуплото стакло во пресоблекувалните, за бројните обиди за омаловажување и злоупотреба, ама ова се силни девојки и како што би рекле нивните колеги од мало, we're not gonna take it било мотото нивно. Ги чеслаат првите два албуми најмногу во документарниот филм и турнејата со одличната архива како се однесувале во автобусот, каде спиеле, каде јаделе, мочале. Пробивот со Jerk of All Trades го евидентира, биле нападнати и на бина, меѓутоа имале хумор, се облекувале како первертирани кукли со цел да ја го исменат концептот на убавина кој се глорифицира. После Pretty Ugly се дистанцира гитаристката од бендот, почнува неслогата со ултиматум или ќе стане подобра гитаристка која ќе вежба или ќе си оди. Luxury Problem е следен албум кој се кохезивни како бенд, додека не покренале прашање за авторските права над песните и настанала поделба на заслугите.
вадат уште еден албум и турнеја со Buzzcocks и тогаш им досадуваат турнеите и сваќаат дека толку е патот за бендот. Говорат и за врската меѓу тапанарката и пеачката и раскинувањето како дестабилизирање на хармонијата во самиот бенд, во кој што исто така влегува и хероинот во равенката. Настапот со Надја Команичи, например, да немаше снимка, немаше да верувам дека се случил. Биле на турнеи со Dictators на почетокот и завршиле со Менсон на турнеи на крајот на кариерата. Активистки се за правото на избор и преземање на автономијата врз сопственото женско тело. Има еден јадеж за кој се во право, а тоа е дека 12 години поминале по комбиња на турнеи од град во град, се убиле од свирење, значи си го платиле долгот кон рок-н-рол божествата, и бендови кои им отварале, например, станале популарни, како во случајот нели на Offspring, и револтирани се зошто и тие не станале дел, не земале од погачата на славата. Меѓутоа, можеби прстот треба да го вперати во себе и да се запрашаат зошто па немаат песни кои што се хитови, како тоа што го имаат, например, панк бендовите од таа ера. И супер што сакаат да бидат панкерки, меѓутоа тие немаат нивна God Save the Queen или па Self-Esteem или па Basket Case. Кулминацијата се разбира дека се постигнува со повторно обединување и застанување на бина и сваќање дека покрај хејтерите има и свет на млади девојки кои сакаат да гледаат успех во нив, затоа што ги идолизираат и токму нив не смеат да ги разочараат и рокаат до ден денес заради тоа што се поим за нескротливост и непокор. Glass Eye Pigs, култната њујоршка хорор продукција, стои зад филмот на Лери Фесенден, уште еден доказ дека хорор жанрот е најголем покровител на музичките андерграунд правци, тоа дека пак Submarine Entertainment е дистрибутерот на филмот. Премиера си имаше на домашен терен на Doc NYC, односно филмот за култните панкерки во гранж ерата, кои биле пред своето време, кои растурале секојаш кога ќе се качат на бина, предизвикувале контроверза со своите настапи и биле поим за нескротливиот панкерски дух, докажувајќи дека нема потреба за сегрегација, кој пол смее да ги земе инструментите во рака, едноставно квалитетот може да го поседува и гитаристка, и гитарист, и пеачка, и пеач, а тоа најдобар можен начин го докажале дека сите тие стигми ги срушиле овие њујоркчанки. Шестиот филм за денес и последен за кој ќе ви говорам е Iron Maiden, Burning Ambition, во режија на Малком Венвил. Тој е режисерот на филмот кој има режирано неколку крими филмови, како 44 Inch Chest од 2009, Silent Film од 1997 и Henry's Crime од 2010. Има серии за Линколн и Рузвелт, а јас го знам како документарецот на Enrico Green за Формула 1. Од бендовите има соработувано со Морчиба. Тој сними филм кој опфаќа 5 децении од кариерата на бендот Iron Maiden, односно нивниот Burning Ambition го означува нивниот иконски пад, односно подем кон тоа што да станат еден од најголемите бендови во музичката историја. Ова е бенд со кој сум израснал, сум купувал нивни аудиокасети и дискови, како мал сум почнал да истражувам метал преку нив, имав можност да ги гледам на турнејата Metal of Life and Death во 10-ти ред пред бина во Белград, кога се боревме за воздух во салата, така што за мене се еден од музичките гиганти што чест ми е што сум бил жив и сум можел да уживам во нивната музика додека биле активни овие 5 децении, иако јас ги открив со Blaze Bayley во 90-тите, во средно Brave New World ми го промени светогледот и поимот како треба да звучи еден модерен heavy metal албум кој сметам до ден денес дека нема поквалитетен од него. Меѓутоа се вратиме на филмот, кој можеби е повеќе наменет за пошироката јавност, не за тврдокорните фанови, затоа што сите овие податоци ги знаат тие што со децении сме растеле покрај бендот, но е одличен за изразување и заразување пред се на нови слушатели. Не се појавуваат членовите на бендот пред камера, туку се користат нивните аудио изјави за кои се илустрирани, се разбира, со помош на фотографии и архивски материјали кои ретко ги гледаме од нив, особено од нивните почетоци. Хавиер Бардем е звездата на документарецот, си ја заслужи титулата металец и е дел од нашето племе и убаво е да се знае дека во Холивуд имаме наш представник меѓу джет сетот на пластични кукли.
Филм кој е направен од бендот, од Еди и за нас, страствените фанови. Том Морело е тука, Брайан Слейгал е исто така од издавачите тука е и гномот Улрих, не знам зошто, ама тој и Джин Симон се составен дел од Talking Head документарецот. Исто така ги имаме тука и Чак Ди и Скот Иан, кои и тоа како има што да кажат за овој бенд. Анимирањето на култните омоти е додадена вредност на самиот филм и сакаме да го видиме Еди како е разигран додека доаѓа до култната сцена која е синоним за самата обивка. Го фаќаат бранот на New Wave of British Heavy Metal и стекнуваат фанови што од првите свирки поради авторскиот материјал пред се. Не им се свири панк, туку им се свири рок-н-рол. Немаат лейбл за нив, ниту радио застанало за да ја пушта нивната музика. Јасно посочуваат дека Пол Диано е тргнат од страна на бендот поради алкохолот и кокаинот на кој што е навлечен, иако не е напоменато дека не е прв пејач на Maiden, ама небитно, но затоа го наоѓаат вокалот на Самсон и менуваат музичка историја со помош на Брус Дикинсон. Доаѓа и Нико Макбрајан на местото на Клиф Бар на тапаните, има галопирачки бас, двојни уиграни гитари и моќен вокал и светот паѓа на колена. Доаѓа подоцна и гитаристот Јаник Герс и тука се и Jesus Freaks и PMRC на почетокот на нивната кариера, секако дека има и луѓе кои омаловажуваат значење на бендот, занемарувајќи дека тие го опеваат Колридж, битката на Пешендейл, походот на Александар Македонски, борбата на индијанците за нивната земја и секојаш ме иритирало кога кремци, електраши или па шминкери од секаков тип, што денес се постпанкерите, кои се обидуваат да се подсмеваат со естетиката на бендот, а притоа не знаејќи за уметничката вредност која ја поседува бендот, кој никогаш нема да ја достигне ниту еден друг бенд, ама убаво е да мразиш во тоа што не се разбираш, ти дава оправдување и легитимитет кога ќе се погледнеш во огледало дека не си шупак. Ама Еди знае и ќе ги пречека сите нив во некој темен сокак. Пробивањето на истокот и пробивањето на југот кон Бразил, архивата за свирење насреде свадба од страна на бендот, социополитичкиот контекст на војните во Либан, во Косово, на 9/11, утеха секогаш се наоѓала во музиката на Maiden во овие тешки мигови во државите, заради тоа што нивните фанови имаат потреба за припаѓање некаде, без разлика на културата од која доаѓаат и убедувањето кое го имаат. За жал, нема детална анализа на албумите, ама затоа ги има хитовите на самиот саундтрак. Свирење на албум, правење турнеја, албум, турнеја, албум, турнеја, значи деценија трае без одмор и тоа го доведува да пукне бендот после Fear of the Dark. Луѓе се, не се роботи во прашање, се трошат, тоа не го знае организацијата како да го изменаџира. Но Prayer for the Dying е резултат на некреативноста и Едриан Смит во тој момент го напушта бендот, доаѓа Јаник и си оди Брус после Fear of the Dark. Во 90-тите Брус вади едно ремек дело Accident of Birth, кое за жал не е спомнато во филмот, а Блейз Бейли доаѓа во бендот и супер што е прикажано како бендот од арени се враќа на настапи во мали клубови, затоа што нема фанови без Брус, нема илјадници фанови на нивните настапи, туку на 200, 300, 500 луѓе се врзуваат, а Блейз никогаш не ни бил прифатен од страна на фановите. Не се гранџерите виновни што срање се хеви метал албумите од големите бендови или па имаат криза на идентитет трешерите. Често се напоменува дека гранџерите се виновни за тоа, меѓутоа сами си ги уништуваат правците со неквалитетот според мене сите овие бендови кои биле активни во 90-тите. Не е таков случајот со Пантера, има причина зашто е тоа така поради ремек делата кои ги вадат во 90-тите. Останатите бендови го немаат тој луксус да вадат квалитет. Потоа се враќа Брус, го победува ракот на неговото грло, станува пилот. И кој бенд може да се пофали дека пеачот го лета авионот со кој што одат од град во град. Никој имаше удар кој што го преживеа, се рехабилитира до некаде, меѓутоа го напушта бендот и има друг тапанар денес. Музиката е инстантна и вечна, ќе рече Бардем, и е за верување. И да, ние, возрастните мажи, неретко плачеме на кога ќе слушнеме Blood Brothers како се изведува во живо или па како се изведува во рамките на самиот филм.
Имав можност да го гледам филмот во киносала, која за жал беше празна. Само моите пријатели и неколку други фанови на бендот беа тука. Во период кога, на пример, се збираа фанови на Били Ајдеш и Урла во другите киносали. Трагедија е колку разделени се љубителите на метал музиката денес, кои наместо да се обединиме и да пееме во глас песните во киносала, се правиме паметни со коментари на интернет. Universal го продуцираат и дистрибуираат филмот и во нашите киносали, а во Србија си направија целодневен спектакл со поканување на првиот гитарист Стратон и правење на концерти на трибют бенд со него за да ја прослават премиерата на филмот. И тоа го дознав од нивните настапи на српските утрински емисии, на пример, така што ни одржа уште една лекција како се негува уметност. Ова е значаен документарен филм пред се за љубителите на Iron Maiden, меѓутоа и за сите љубители на метал музиката, заради тоа што ретко кој бенд може да се пофали со 50 годишна кариера. Има бројни документарци од оваа година кои немаат дојдено на ред за анализа, така што документарните филмови за Маккартни, за Ведер, за Запа, за Битлз и за Кроус, за Simple Plan, трпеливо си ги чекаат своите 5 минути во оваа емисија. Денес имам можност да ви говорам за музичките документарци The Rock Prophet Link Ray, Earth, Wind & Fire, To Be Celestial vs. That's the Weight of the World, Dark Century, The Story of the Church, Depeche Mode M, Pretty Ugly, The Story of Lunatics и Iron Maiden, Burning Ambition. За крајот на емисијата ќе слушаме секако Iron Maiden со истоимената композиција од нивниот прв албум, ќе слушаме и Trooper и Blood Brothers. Јас сум Златко Ѓелевски и го затварам 656-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Тоа е едното издание на Дансе Макабре. Слушајте рок-н-рол, гледајте рок-н-рол, бидете рок-н-рол.